Паднаа маските. Сега сите знаеме дека Европскиот парламент, како и еврокомесарката Кос, која не поистовети со пинџури полнети пипарки, не ги почитува Македонија и македонците. Европската унија официјално и целосно ја поддржа бугарската фашистичка политика. Така што пропаѓаат сите надежи дека Унијата би го прифатила историскиот факт дека македонската нација и македонскиот јазик не се вештачка творба, туку имаат свој извор во далечното минато, имаат свој историски континуитет. И добро е што конечно вистината излезе на виделина. Во тоа е победата на Македонија. Што веќе никој не може при здрав разум да ви доаѓа и да ви кажува дека не сте исполниле некои реформи, дека не сте почитувале малцински права, дека не сте се држале до европски вредности и слични глупости. Таа приказна заврши. Но ова не смееме и нема да го премолчиме. Прашањето сега би било добро, ете ги разоткривме. Цел свет ги виде. Знаеме дека тоа е неприфатливо за вас и слично, но сега што да се прави? Видете, Европскиот парламент со ова гласање на некој начин ја поништи политичката суштина на преговарачката рамка и не ли стави рампа на приставниот процес на Македонија. Значи, практично, преговарачката рамка е мртва. Сакале тоа да го признаеме или не. И не само преговарачката рамка, мртов е и договорот за добрососедство со Бугарија. За какво добрососедство зборуваме кога една страна потписник отворено го гази и едноставно не го признава вашето постоење? Така што треба да го суспендираме договорот со Бугарија, да се повлечеме од историската комисија, да не ги напуштаме преговорите со Европската унија, но да ставиме до знаење дека сегашната преговарачка рамка е мртва и дека е потребна нова. Очигледно патот кон ЕУ ќе трае долго, можеби предолго. Така што можеби е време да се освестиме и да престанеме да чекаме некој од надвор да ни ја среди државата. Тоа треба сами да го сториме. И може би така еден ден, навистина Европа самата ќе посака да станеме дел од нивното семејство. Прашањето е, дали тогаш ние ќе сакаме?